пратениците. Ја молам верификациона изборната комисија да соопшти за поднесените кандидатури за председател на Сојузот и да го спроведе гласањето. Сете ги листите до дали не е поднесена некоја листа? Затоа што повеќе листи се земени, меѓутоа само 3 се доставени. Колку се пристигнати толку? Дали некој има листа не е поднесена до верификациона изборната комисија? Почитувани пратеници, до верификационата изборна комисија пристигна 2 кандидатури за председател на Сојузот. Од Ташко Јованов, предложен од 7 пратеници, и од Александар Јаневски, предложен од 8 пратеници. Верификационно изборната комисија констатира дека пријавите се комплетни и за 20 кандидати, 20 имаат подписано изјави дека ја прифаќаат кандидатурата. Значи, ќе ви објасни сега Тодор, ќе треба да преминеме на тајно гласање. Ние констатираме дека кандидатурите се исправни, сите оние што имаат мандат ќе доаѓаат таму до кај мене, ќе има кутија во која што тајно ќе го дадат својот глас. Верификациона изборната комисија Емилија Добрджиева, Бошко Божинов и Јован Костадинов да го заземат своето место до гласачката кутија, да проверат дали е празна. Значи, според статутот на кандидатското, на гласачкото личе се утврдуваат само оние кандидати кои прифатиле кандидатурата според македонската азбучна редослед. Од 20 кандидати Александар Јаневски. Сега значи прво Александар Јаневски да го пишем на личето. Да. И Ташко Јованов. 1 и 2. За гласањето се врши со заокружување на редниот број пред еден кандидат од 20. Во спротивно на гласачкото личе ќе биде неважечко. Значи напишете ги личињата набрзо со двата кандидата. Јас ќе ги прозирам според списокот пратениците, кој како ќе бие прозван, има гласачко личе пред ова изборната комисија, Бошко Божинов и Јован Костадинов, така да кај Емилија Добрджиева, за да се спроведе гласањето. Дали може кратко излагање? Да. Вие да ги пишете личињата, бидејќи кандидатите имаат Александар Јаневски, победен. Знаеме со повеќето можеби се видовме прв пат овие денови, тоест денес. Јас сум Александар Јаневски, председател на Сдруженијето на македонците од егејскиот дел на Македонија од Битола, воено и најстарото здружение во Македонија. Во однос на мојата личност сакам најпрво да ви се представам кој сум, што сум и зошто би ја прифатив кандидатурата. Јас сум Александар Јаневски од Битола и имам 27 години. Значи, релативно сум тука најмладиот, но тоа не значи дека нема добро да раководиме и да се служуваме сите заедно. Председателството на Сдруженијето на македонците од егејскиот дел на Македонија веќе 3,5 години, каде што го водиме извонредно во рамките на можностите и условите и начелата и одредбите кои што ги имаме ги почитуваме во целост. Претходно 5 години бев во председателство на Сдруженијето, каде што исто така се стекнав со дополнително искуство кое што го бара ова позиција. Претходно, значи, моето образование, јас сум дипломиран електроинженер и професор по природни науки, а моментално сум студент на постдипломска втор циклус на студии магистерски. Во однос на претходни мои ангажмани во однос на здруженија или невладини организации и нивно раководење, значи сум бил 3,5 години председател на студентска организација и 1 година сум бил
генерален секретар и правобранител во студентски парламент при Универзитетот Свети Климент Охридски од Битола. За ова моја кандидатура, значи, одржавме минатата недела состанок на Сдружение, од кој што состанок извадивме заклучок дека крајно време ние како најстаро Сдружение да извадиме наш конечно кандидат, кој што кандидат ќе биде за сите Сдруженија подеднакво и секој Сдружение ќе може да си ги добие своите права и заедно сплотени со вашето искуство и мојата младост ќе ја тераме работата заедно за победа. Ние немаме резервна татковина, ние имаме само една единствена, тоа е Македонија. Без разлика сега како именуваат и ја толкуваат, нашата идеја, нашите одредби остануваат исти. Ние и од самиот почеток на ова неправда која што ја зафати Македонија сме против. Ние како Сдружение, а и ако се служувате сите заедно, ќе продолжиме онаму каде што застанавме, а тоа е против договорот помеѓу Бугарија и Македонија, со кој што ја изгубивме, речиси, гледаме целата историја, а целиот процес се води неправно, а исто така сме и против договорот со Грција, кој што едноставно ја урниса државата и ја обезличи, а сите тие кои што учествува и продолжува да работат ги сметаме за велепредавници и нема тука место за приговор или за било какво објаснување за нив. Сметам дека ова е добра можност, добра прилика за сите нас заедно, обединети, да испратиме една порака јасна и гласна, дека крајно време е на семакедонско обединување и помирување и за зачувување на она што е останато и за враќање на она што е изгубено. Бидејќи не е изгубено се додека во нас живее и последната мисла за она што е, а тоа е Македонија. Благодарам.